Добро дојдовте во уште една епизода од нашиот подкаст Клиника за труд. Денес ќе зборуваме за медицината, одговорноста, хуманоста и улогата на лекарот во современото општество. Наша гостинка е почитуваната доктор Маја Иванова, специјалист-онколог, која преку својата работа секојдневно се соочува со едни од најтешките човечки и професионални предизвици. Добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Ви благодариме што прифативте. Дали може да почнеме? Секако. За почеток би сакале да ве замолиме да ни се представите. Која е доктор Маја Иванова, зошто ја одбравте медицината и што ве мотивираше? Вака, како што кажавте, јас сум доктор Маја Иванова, специјалист-онколог, радиотерапевт од Универзитетската клиника за онкологија и радиотерапија, а исто така сум и асистент на медицински факултет и во тек на докторски студии. Второто прашање, зошто одбрав баш медицина, односно да биде тоа моја професија, бидејќи можам да кажам дека медицината е една од ретките професии каде што науката и професијата се испреплетуваат. Од една страна се бара високо ниво на стручност, односно континуирана едукација, а од друга страна пак се бара едно разбирање за пациентите, една емпатија и сето тоа треба да се избалансира во нашата професија. Но она што најмногу ме мотивираше да ја изберам оваа професија е баш она чувството дека можеш да помогнеш некому како со терапија, така и со целокупна поддршка баш тогаш кога пациентите поминуваат низ тежок период низ нивниот живот, односно со влевање на надеж и верба. Да, сигурно сум дека е потребна многу голема емпатија, но истовремено многу голема сила за се ова што го правите, бидејќи секојдневно се соочувате со многу луѓе и сигурно сум дека не е лесно и сигурно сум дека мора да имате многу сила во вас за да го поминете се тоа што го поминувате секојдневно. Онкологијата е област која бара високо ниво на стручност и постојано усовршување. Како изгледа на ваш работен ден и кои се најголемите професионални предизвици со кои што се соочувате? Еден работен ден. Па исполнета со многу активности и навистина е многу динамичен. Што значи тоа? Еве, на пример, ние на онкологија имаме хоспитален дел каде што лежат пациенти и се одвојува голем дел од денот за грижа, за нега на истите. Понатаму имам амбулантски приеми секој ден, односно амбулантски приеми на пациенти кои што се во тек на третман, нови пациенти, следење на состојбата на онколошки пациенти. Тука исто така и радиотерапијата, бидејќи ние не сме само онколози, туку сме и радиотерапевти, односно имаме две специјалности, а тоа бара исклучително многу време, бидејќи индивидуално за секој пациент се изработува посебно зрачен план. Тоа се прави позади завеса, она што пациентите не го гледаат, но сепак бара време. Исто така тука се и вежбите со студенти, напоменав дека сум и асистент, едукација на студенти по медицина со практични вежби, имаме конзилиуми, туморски бордови и навистина е динамично, секој ден е различно и бара време и енергија секако. Од аспект на правото и медицината, колку пациентите во нашето општество се запознаени со своите права и колка е улогата на лекарот во нивната заштита? Па видете вака, со годините, изминативе години гледаме дека пациентите веќе се запознаваат со своите права, особено онколошките пациенти, бидејќи јас работам со онколошки пациенти и можам да кажам дека добро се информирани, бидејќи има здруженија на пациенти кои што навистина добро функционираат. Пациентите имаат меѓусебна комуникација, а исто така овие здруженија комуницираат и со други меѓународни здруженија и си ги барат своите права, си ги барат своите, како да кажам, сето она што им следува во процесот на лекување, а исто така и докторот има улога во информираноста на пациентите, бидејќи докторот не е само овде да дијагностицира, да препише терапија, исто така треба да ги информира пациентите како за нивната состојба, така за нивното лекување и да создаде една доверба помеѓу пациент-доктор. И дали може да ни кажете кои се најголемите професионални предизвици со кои што се соочувате? Професионални предизвици секако дека има. Првото е дека ние во Македонија сме во многу помал број отколку што треба да има онколози, за жал, бидејќи обемот на работата со која што се соочуваме навистина е голема и тоа за жал е секоја година се повеќе и повеќе. Значи многу работа, ние малку. И сето тоа се реперкуира на
помалку поминато време со пациенти, а сакаме нели и пациентите и ние да им посветиме повеќе време, така да континуирано сме во трка со времето. Понатаму како предизвик можам да кажам дека е како за мене, така и за другите онколози, мултидисциплинарниот пристап на онкологијата, бидејќи онкологијата сама по себе не ги решава работите. Многу често сме зависни од други медицински дисциплини, како на пример патологија, радиологија, хирургија. Некогаш сакаме да избрзаме, да имаме све за пациентот, комплетни информации, документи, извештаи, за да почнеме со терапија. Некогаш не може да биде тоа така брзо. И тука ни се ствара еден револт, односно препрека, и од друга страна незадоволство од страна пациентите, па тоа некогаш се излева врз нас. Тоа е еден така голем организацијски предизвик во однос на работата, тука и палијативната нега и грижа на терминалните онколошки пациенти, односно пациенти кои што веќе немаат можност за онколошки третман и треба понатаму да бидат згрижени од страна на палијативни центри, односно интернисти. Ние имаме еден таков центар во Македонија, кој што работи со полна парија, но навистина потребни се некои така повеќе центри, бидејќи не секогаш може да ги згрижиме овие пациенти на крајот од нивниот живот. И секако кога ќе се соберат сите фактори, навистина еден ден може да биде како емотивен, така организацијски и медицински многу сложен за еден онколог. Дефинитивно сигурна сум дека се сочувате и со уште повеќе предизвици кои што да седиме тука ќе ни треба цел ден за да ги поминеме. Така е, но ова во принцип нешто што навистина не засега. И веруваме дека ќе биде подобро, бидејќи со секој изминат ден гледам дека има волја да се решаваат работиве, се трудиме и ние и сите околу нас да биде подобро. Како лекар, но и како човек, на кои вредности најмногу инсистирате во вашата работа и што за вас лично значи хуманоста во медицината? Па јас лично најмногу инсистирам во мојата професија на професионалност, емпатија и искреност. Што тоа значи? Еден доктор, колку и да е добар доктор сам по себе, да сака да помогне и да е емпатичен, ако нема високо ниво на стручност и познавање во областа во која што работи, односно постојана едукација, и покрај тоа што е добар како човек, нема да го даде својот максимум во однос на помошта на пациентот. Од друга страна пак, и да е многу професионален, високо стручен доктор, ако не покаже разбирање, емпатија кон пациентот, знаењето само по себе нема да го даде посакуваниот ефект. Значи, тие две работи за еден добар доктор треба да бидат рака под рака, да одат заедно. Од друга страна пак, искреноста е многу важна во нашата професија. Еве, например, ние како онколози не секогаш соопштуваме добри вести на фамилиите и на пациентот. Значи, некогаш се соочуваме со исцрпен онколошки третман, исто така се соочуваме со прогресна болест, каде што веќе се гледа, наближува крајот, нели? И треба таа вест да ја споделиме. Како со фамилијата, така и со пациентите, бидејќи многу често пак се случува фамилијата да бара да не ја кажуваме лошата вест на пациентот, но јас мислам дека основно човеково право е секој човек да си ја знае својата здравствена состојба. Така да колку да изгледа сурово, треба да се соопшти вистината и кога не е добра, бидејќи во останатиот период на пациентот што му останува, можеби ќе се го организира животот на начин на кој што претходно не го организирал. Може ќе донесе некоја клучна значајна одлука во деновите што му остануваат, па така искреноста е исто важна особина кај еден лекар. Да, дефинитивно ви треба многу сила за во што го работите. Па да, ни треба сила, но изворот на мојата сила ја црпам од Бог, можам да кажам слободно, и како што пишува во Библијата, се можам преку Исус кој ми дава сила. Тоа е мојата, како да кажам, и сила, и енергија, и креативност. И не го кажувам тоа како фраза, туку го кажувам како вистина која што на вистина ја живеам и ми помага во мојата професија. Како нешто по кое што се водите. Па така, да. И за крај, што би им препорачале на младите кои размислуваат да изберат медицината како професија, со што треба да бидат подготвени да се соочат, но и што најмногу вреди во оваа професија? Ве кажавте дека се соочувате со студенти исто така, па што би им дале совет на вашите студенти? Така. Прво, младите треба да одлучат, односно да се преиспитаат дали медицината на вистина е нивен животен повик. Бидејќи, ако не го чувствуваш тоа внатре во себе, дека си повикан за такво нешто, е навистина тешко.
бидејќи има многу за учење, цел живот поточно се учи, не се застанува со едукација во медицината, понатаму има многу високо ниво на одговорност. Доктор не си само 8 часа во тек на ден, туку си 24 часа. Како што видовме сега, да. Да, баш тоа нели зборував и за пациенти пред да почнеме и слично, значи нонстоп луѓето очекуваат да си им достапен, да ги прегледуваш нивните лаборатории, снимки и слично, да им даваш совети, но како и да е. Ако оваа професија се работи со знаење, посветеност и се работи онака од срце, може да биде една од најубавите професии, една од највозбудливите професии воопшто. И навистина е така. Нуди многу можности. Работа со пациенти, работа со студенти, научно-истражувачка работа и навистина тој што сака вреди да го следи својот сон. На крајот од денот се исплатува. Моите родители ми многу инсистира да се запишам на медицина пред да се запишам на правен и после средно образование правев година пауза, при тоа што не можевме да се договориме. И на крај си реков не можам, значи не се чувствувам како да сум човек кој што би успел во областа на медицината, не се чувствувам како да сум родена за тоа и се советував со многу доктори, професори, студенти. И скоро сите ми кажа дека доколку не го чувствуваш во Баш себе так. тоа за медицината, дека не само што нема да успеш, туку нема да си среќен додека го правиш. Би се мачела. Да. И затоа си реков правата е за мене, а медицината... Па и добра професија. Да, дефинитивно. Без вас првниците ние не би можеле. Како доктори за општеството сме на некој начин. Апсолутно. Ви благодарам многу за тоа што прифативте да бидете гостин во овој подкаст. Сигурна сум дека имате многу обврски во текот на денот, така да ви благодарам за издвоеното време. И многу сум среќна што студентите на факултет имаат човек како вас и што имаме доктор како вас, се разбира. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас и се гледаме во наредна епизода. Чао!